Идеме на друга задача. Еве ги од друга, значи со и од K флип-флопови и со D флип-флоп. Со и од K флип-флоп, односно. Одиме исто, значи за RD и за SD ќе ги решиме одма. Еве, значи имаме за каде што имаме ниско ниво на RD, го знаеме решението, и каде што имаме ниско ниво на SD, исто сетирано. Решението е сетиран флип-флоп. Значи, овај дел го знаеме. Јот одговараше на R, додека K на, односно Јот одговараше, се извинувам, на сет, додека K на R, односно на ресет. Значи, почнува и овој флип-флоп од почетна состојба 0. Јот бара сетирање на флип-флопот, на опаѓачкиот трап го давива тоа. Тука веќе заради RD и SD влезавите до тука ни е решено. Сега K бара ресетирање и се остварува на опаѓачкиот трап на импулсот. Одиме понатаму. Во овај момент се бара само сетирање, се остварува на опаѓачкиот трап дел од импулсот, значи сетирањето. Овде веќе SD и RD самите, значи директно решаваат каков ќе биде излезот, и тоа веќе ни е решено. Одиме понатаму. За време на овој импулс се бара ресетирање затоа што K е единица, J ни е 0 и се остварува на опаѓачкиот трап. Се ресетира флип-флопот. Тука се бара само сетирање, пошто J ни е единица, K ни е 0, се сетира флип-флопот. Овде рековме заради 0, пошто е асинхрониот влез RD, ќе биде ресетиран. Но да видиме сега тука како продолжува, во овој момент. Имаме единица на J, на растечкиот трап е побарано сетирање, на опаѓачкиот трап треба се оствари сетирањето. Претходно завршило и нулата на RD, значи се сетира флип-флопот и продолжува како со висока состојба, односно високо напонско ниво. Ова не мора да го повторувам повторно, значи каде што имаме 0 за оригиналниот излез, за неговиот комплемент имаме единица, и каде што имаме кет за оригиналниот излез, 0 имаме за неговиот комплемент. Сега ќе објасниме еден D флип-флоп како се понаша, значи повторно за асинхроните влезови нема да се повторувам. Каде што имаме 0 за RD, имаме излезот е ресетиран, каде што имаме 0 за SD, излезот е сетиран. Исто и тука, значи овде имаме сетиран излез со ресетиран излез. Да го решиме сега другото. Значи тоа е заради овие нули. Но тука гледаме дека почнува од високо ниво, значи излезот. D флип-флопот знаевме како се понаша, значи го прати излезот, го прати влезот. Ако е на влез 0 и на излез ќе се добие 0, но на опаѓачкиот трап. Значи гледаме почнува сетиран, овде на опаѓачкиот трап, пошто е D 0, се ресетира. Станува 0 излезот. Одиме понатаму, веќе тука ни е решено заради асинхроните влезови. Тука се бара повторно 0, која се остварува на опаѓачкиот трап. Одиме понатаму, овде се бара кец, се остварува на опаѓачкиот трап. Се бара кец, си продолжува, значи единица и после опаѓачкиот трап. Се бара повторно кец, продолжува и после опаѓачкиот трап кец. Се бара 0, значи се треба да се ресетира после опаѓачкиот трап. Меѓутоа, заради ова SD што е 0, нема ресетирање. Сега во овај момент се бара да стане кец, значи на опаѓачкиот трап, пошто завршило и ова RD, се сетира, односно станува единица како и D, излезот. Тука имаме на D 0, значи на опаѓачкиот трап треба да стане и излезот 0. И да не се повторувам повторно за комплементот.